Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Në vend kanë filluar të jepen provimet e maturës për nxënësit e shkollave të mesme. Këto janë provimet që konsiderohen teje të rëndësishme sepse janë një parakush për vijimin e arsimimit dhe regjistrimit në universitete. Por ndërkohë që maturantët dhe prindërt janë në ethe, ka pasur të dilema nëse këto janë testimet e duhura, nëse nxënësit janë të përgatitur aq sa duhet dhe sigurisht çfarë duhet përmirësuar nëse ka probleme. Por si do të zhvillohen testimet tek ne dhe sa reale do të jenë rezultatet? Është edhe një pyetje tjetër që bëhet me shumë vëmendje. Për këto dhe më shumë do të flasim sot në program, ku të ftuar kam Daniela Jovčevska-Mihajlovska, drejtore e qendrës shtetërore të provimeve. Благодарам много što ste del od ova emisija. Samo što najavив дека државната матура е завршен испит за учениците од гимназиското и 4-годишното средно стручно образование во Северна Македонија и таа служи како предуслов за упис на универзитетите, нели, и тоа е битно за младите. Дали се е во ред прво со тестирањето, пред да почнеме со другите прашања? Добар ден и добро ве најдов. Подготовките околу тестирањето се при крај. Значи, Државниот испитен центар во делот на тоа што тој го работи, веќе е подготвен и чекаме да дојде, нели, денот на тестирањето. Добро, пред да почнеме со испитот, нели се 4 испити на некој начин, овие два први се најбитни, емисијата се снима, ќе се емитува во недела, кога на некој начин првиот дел од испитот ќе биде завршен, но би сакал исто така да ве прашам и за дејноста на вашата институција, но предлагам прво краток блок на реклами и се враќаме и после продолжуваме со разговорот. Ни шкапутија да рикθееми надишни. Jemi rikthyer në program ku do të flasim për maturat, për provimet e maturave. Sigurisht një nga ngjarjet e rëndësishme për një brez të tërë, sepse përcakton pastaj edhe gjithë të ardhmen e tyre. Në studio, Daniela Jovčevska-Mihajlovska, drejtore e qendrës shtetërore të provimeve. Би почнал со разговорот, но би сакал прво, за сите тие што можеби не знаат, да објасниме за дејноста на вашата институција и колку е битна во овој процес. Државниот испитен центар е институција која што пред се, нели, постои за реализирање и спроведување на државната матура, која што државна матура е дел од заокружување на процесот за завршување на средното образование. Инаку, покрај тоа што Државниот испитен центар работи на државна матура, работи и на сите оние меѓународни тестирања, кои што, нели, се многу актуелни во јавноста, кога ќе слушнеме за резултатите кои што сме ги постигнале, тргнувајќи од тестирањата кои што се реализираат во основните училишта. Имаме TIMSS, имаме PIRLS, тоа се меѓународни тестирања, како и PISA, која што сега заврши со тестирање, главно тестирање, ќе чекаме резултати и ќе се надеваме на подобро од изминатите циклуси. Покрај тестирањата од овој вид, во Државниот испитен центар се спроведува и државното тестирање, кое што е согласно концепција за основно образование. Значи, во тек се подготовки и за државно тестирање на учениците во основното образование. И тие се по циклуси поделени. Покрај ова, Државниот испитен центар исто така реализира и стручен испит за наставници приправници. Знаете дека наставниците во текот на своето вработување првата година се приправници, а потоа полагаат стручен испит и со тоа го заокружуваат својот приправнички стаж, како и врши подготовка за обуки за директори и испит на директори на основни, средни училишта, ученички домови и граѓански универзитети. И напредни обуки за веќе актуелните директори. Значи има палета на дејности. Така е, многу дејности. Но сигурно јавноста за матурата ќе зборуваме, но кога ова го објаснувате, сигурно тоа често што се спомнува е PISA, а од друга страна исто така родителите имаат огромно влијание кога се работи за тестирањата, да речеме, на учителите, за да видат кој е нивото. Какви реакции има за овие две моменти, нели, две тестови или две, нели, анализи што вие ги правите? Значи вака, тестирање на наставниците, класични тестирања ние немаме. Кога зборуваме за полагање на стручен испит, тогаш веќе зборуваме за дел кога наставниците држат час
за да видиме докаде е нивната подготовка и тоа веќе се гледа. Наставник кој што една година работи под менторство треба да биде подготвен, убаво да го одржи часот, да ги запази сите оние елементи кои што се потребни за одвивање на квалитетна настава. Исто така во делот на законот да видиме докаде ги познава оние работи кои што нели се потребни за да го продолжи понатака успешно своето работење, да изработи студија на случај. Тоа е во тој дел кога ние на некој начин нели го организираме стручниот испит за наставниците. ПИСА-та, сите знаете, околу ПИСА-та ние имаме низа активности, но најголем дел од активностите ни се заеднички со Бирото за развој на образование, бидејќи токму тие се задолжени за наставните програми и соработуваме, тие сега изминатиот период одржаа и низа обуки, соработуваа со сите училишта. Ние сме повеќе оној дел кој што спроведува, нели? Затоа што сепак наставната програма е дел на друга институција. Точно. Затоа и сакавме да објасниме колку е битна вашата институција и што тоа презема, поготово сега во делот на матурите, но овие две прашања што ги поставив се поврзуваат токму со матурите, бидејќи на некој начин тоа е успех на учителите, не само на учениците. Ако учителите, наставниците нели добро ја направиле работата, тоа значи дека и децата нема да имаат проблем за полагање. Но еве, што подразбира државната матура кај нас? Државниот испитен центар е препознатлив по државната матура првенствено. Нели, државната матура кај нас е дел, како што споменав, за заокружување на средното образование. Сите оние ученици кои што сакаат своето образование да го продолжат на високообразовните институции, треба да го заокружат со државна матура. Оние ученици кои што немаат намера да продолжат понатака, тие можат да завршат со училишна матура или пак со завршен испит. Значи, за реализирање на државната матура имаме концепција и согласно таа концепција се организира истата. Во рамките на државната матура имаат два екстерни предмети, од кои што првиот екстерен предмет е задолжителен за сите ученици, а тоа е предметот од областа на мајчините јазици. Да, значи... еве тука да објасниме, за тие значи што не сакаат да продолжат понатаму да студираат, можат и да не полагат државна матура. Но што ако се решат да студираат покасно? Може да си се пријават следната година за полагање на државна матура, значи пријавувањето е до 31 декември за годината која што ќе се пријавуваат. Да. На тој начин... Значи не е дека им се ускратува правото, но ако во еден даден момент еден млад човек реши да не студира, тогаш не мора да положи, но ако веќе сака да студира, може и покасно тоа да го направи. Така е, можноста секогаш постои за да се продолжи понатака, така што учениците, односно нели сите оние, тоа веќе не се ученици, кои што завршиле, можат да се пријават после. Следната година може 2 години да поминат, зависно кој кога почувствувал потреба дека треба понатака да го продолжи своето образование на факултет. Сега вие исто така почнавте да објасните дека матурата се состои на некој начин со 4 испита, од кои 2, тоа што се популарно наречени екстерни, но се задолжителни. И првиот е мајчиниот јазик. Како тоа функционира? Како тоа се организира? Значи, првиот задолжителен предмет за сите, без исклучок, секој кој што се решил да полага државна матура, мора да го полага, тој е мајчиниот јазик, зависно дали е македонски, албански, турски, српски сега, во зависност од тоа на кој јазик ја следел наставата во текот на неговото образование. За да се организираат сите овие испити, ние имаме испитна програма, која што испитна програма е работена врз основа на наставната програма. Бидејќи се уште имаме матура која што е заедничка и за учениците од стручните училишта, од уметничките училишта и гимназиското, сите оние содржини кои што се застапени во испитната програма се работени на ниво на пресек, значи тоа се заеднички содржини кои што ги изучуваат учениците од сите 3 вида на средно образование. Дали е гимназиско? Има една дилема, госпоđo Михајловска, бидејќи има деца што се од стручните училишта или од уметничките училишта, кои на некој начин викаат дека ја немаат изучено истата програма, поготово во мајчиниот јазик,
И поради тоа можно е во тестовите да имаат прашања кои они не ги изучиле. Треба ли ова да се плашат од ова? Не треба да се плашат, затоа што тоа нема да се случи, затоа што сите прашања се познати. Сега да не ги објаснуваме во тој дел, нели, кога ќе ни дадат нешто да одговориме, го читаме прашањето, кога ќе го прочитаме внимателно, ќе видиме дека го знаеме и одговорот. Така што децата, односно учениците, нели, на страната на Државниот испитен центар, поточно на страната на matura.gov.mk, можат да ги најдат сите потребни информации кои што им се потребни за полагање на испитот, па таму дури се дадени насоки како поуспешно да се подготват за полагање на испитите од државната матура. Содржините се буквално прилагодени за сите ученици да можат да ги постигнат резултатите за кои што нели тие се подготвуваат и секој од нив сака да има што е можно подобра оценка. Да го заокружи своето образование. Треба да се смират и учениците, но и родителите, нели? Секако. Нема потреба воопшто да се прави некаква паника или нешто слично. Јас апелирам да бидат колку што е можно поопуштени, порелаксирани, повнимателни додека работат и резултатите ќе бидат секако видливи после тоа. Ова прашање излегува уште за една друга причина, бидејќи дел од училиштата ги немаа книгите и учениците викаат дека тоа им било проблем, бидејќи не знаеле како. Нешто поразлично е кога ја имаш книгата и кога ја следиш, нели, целата програма од тоа, нели, како сега се одвила наставата. Дали ова би било проблем на некој начин? Нема никаков проблем во тој дел, затоа што секој еден наставник не пушта ученик без да го подготви соодветно за на матурата. Сепак, заради тоа и е битна е ролјата на учителите или наставниците. Добро, ова е за првиот тест, кој, нели, како што рековме, веќе е подминат, но другиот тест е изборен. Секако, од кој види, како можат да изберат учениците? Вториот екстерен предмет е изборен предмет, како што рековте, значи тука учениците бираат помеѓу математика и странските јазици. Во делот на странските јазици може да бираат англиски јазик, германски јазик, француски јазик и од оваа година и италијански јазик, бидејќи веќе имаме училишта каде што италијанскиот јазик се изучува, нели, со поголем фонд на часови во текот на 4 години од образованието. Така што секој еден ученик, согласно неговите афинитети и за тоа што планира во иднина, ќе се избере нешто од овие предмети кои што се понудени. Математика обично бираат учениците кои што навистина сакаат математиката, и ако видите, бројките зборуваат дека мал дел од учениците се насочени во споредба со 15.000 матуранти, нели? Ако кажеме дека некаде околу 1200-300 ученици сега приближно избрале математика, сите останати отишле на англиски, мал број на италијански, француски и Вие овие податоци на некој начин ги имате, бидејќи, нели, учениците трема во пријавите. Да, во пријавите веќе однапред. Но битен момент е тука колку е битно вториот изберен предмет за иднината на нивната кариера. Или ако го поставам прашањето поразлично, ако некој избрал математика, може ли после да се запише во книжевост, да речеме? Може. Значи на факултетите може да се запишат со тоа што тие го избрале. Значи тоа не е толку детерминирачки. Видете, значи на факултет се вреднуваат и оценките кои што учениците ги постигнале во текот на нивното 4-годишно образование, како и успехот кој што е постигнат и резултатите од матурата. Значи тоа е едно цело на крајот, заокружено, така што добро, значи ако можеме од електротехничко училиште да се запише ученик на книжевност, тогаш зошто не би можел? Има и промена на законот за следната година, но тоа накнадно ќе го збориме и каков импакт тоа ќе има кон учениците, да речеме, ако не се од гимназиите, него се од стручните училишта, но да го заокружиме овој момент на испитите. Освен овие две што се задолжителни, нели екстерни, има и други две испити. Зашто се работи конкретно и за кои школи, нели, како тоа функционира? Значи, ако зборуваме за екстерните испити, кажавме дека тие се
во државниот испитен центар. Интерните испити се дел од државната матура и тоа се уште 2 предмети кои што учениците ги бираат од листата на понудени предмети. Листите кои што ги имаат учениците ги имаат видено и знаат кој предмет да си го одберат согласно нивните афинитети. Изборните предмети кои што ќе ги бираат тие 2, односно веќе ги избрале сегашниве матуранти, тоа е идните, треба да ги имаат слушано најмалку 2 години. Тоа е фонд на часови кои што го имаат, односно секоја година имаат по 2 часа неделно, 72 со 72, негде околу 138 часа, треба да имаат поминато од тие предмети, освен филозофија кој што се изучува со 3 часа во 4-та година и тоа е дел од изборните предмети. Ученикот го бира согласно тоа што тој го сака и тоа што него смета дека ќе му биде потребно од листата и обично тоа се општообразовни предмети или пак предмети кои што се поврзани тесно со струката која што тие ја избрале. Зборуваме третиот изборен предмет, име најчесто секогаш врзан со струката во стручните училишта. На некој начин во гимназиите е поинаку. Да. На некој начин тоа е предметот кој или оценката која ќе ја земат, што на некој начин детерминира каде понатаму ќе студираат. Тоа е нивниот избор понатака. Така, тука е нивниот избор и тие продолжуваат, тие бираат и проектна задача, без проектна задача немаме оформена матура. Така, и за тоа ќе ве прашав, ама добро, проектната задача што подразбира во различни средни школи? Значи во секое училиште, без разлика средно, стручно ли е, гимназиско, уметничко, ученикот избира проектна задача која што се работи под менторство, заедно со наставникот, ментор, учествуваат во изработката, поточно колку ученикот самостојно повеќе работи, значи толку добива повеќе на поени во рамките на проектната задача. Го бира тоа што сака да го прикаже, тоа е негов труд, се бира од областа на предметите кои што се изучуваат низ годините или во делот на струката во рамките на стручните предмети. И потоа истата таа се брани пред комисија во која што има покрај неговиот ментор уште 2 членови кои што се соодветни или стручни и знаат да го оценат и вреднуваат тоа што го направил ученикот. 50% од бодовите кои што ги добива се од менторот, а останатите по 25 се од комисијата и тоа е едно убаво чувство кај ученикот кој ќе застане и ќе го одбрани тоа што самиот тој го правел, истражувал и така натака. Сега како се оформува нели после сите овие испити, значи 4 испити се, исто и проектната задача, како се оформува на крај оценката или оценките за учениците нели да бидат задоволни или што ќе ги смири на некој начин и учениците и родителите за понатамо да продолжат со нивното образование? Немаме една заедничка оценка, за секој предмет немаме поединечна оценка. Значи, оценките се формираат на тој начин што знаете, оценувањето кај нас е од 1 до 5. Со 1 не поминуваме, а веќе од 2 до 5 имаме резултат, имаме проодност, со тоа што за екстерните предмети кога зборуваме, оценувањето се прави на тој начин што ние имаме стручни комисии, кои што стручни комисии се составени од лица кои што учествуваат во процесот. Тука се вклучени лицата од државните предметни матурски комисии, како и оние кои што се оценувачи на самите тестови и се определува прагот на положеност. Врз основа на прагот на положеност понатака, нели се гледа кој каде се наоѓа на скалата. Тој праг на положеност потоа поминува на државен матурски одбор, таму треба да се усвои прагот на положеност, па потоа го одобрува министерот и на тој начин имаме конечна оценка, конечни резултати, што се однесува. А додека пак интерните предмети се оценуваат внатре во училиштата од интерните предметни комисии, кои што секој училиште ги има формирано заедно со училишната матурска комисија, која што се грижи за целиот процес. Сега има огромни дилеми, поготово за првите 2 испита, бидејќи
и родителите и учениците на некој начин сугерира дека дали тестирањето ќе биде коректно, дали на некој начин оценувачите реално ќе ги оценат сите тие тестови. Стравот може би доаѓа и од самиот факт дека сепак се оценувачи кои не се од школото, па не ги знаат и самите ученици. Дали се оправдани овие стравови? Нема потреба родителите да стравуваат за нешто такво, бидејќи оценувачите се наставници кои што добро го знаат тоа што го работат. Значи тоа се наставници од сите училишта кои што се вклучиле во процесот и кои што се избрани од страна на Државниот испитен центар. Тие тоа што го оценуваат и секојдневно го работат, значи им е позната работата. Оценувањето е анонимно, не знаеме кој кого оценува, ниту кој кого оценува, ниту кој кого го оценувал. Така, на крајот ги добиваме резултатите, така што нема потреба да се стравува. Објективноста во Државниот испитен центар е целосно запазена. Меѓутоа, за да имаме објективни резултати, треба сите ние, сега кога зборувам ние, мислам пред се како родители, да бидеме тие кои што нашите деца ќе ги поттикнуваме да учат, да работат и да дојдат до знаења, а не да гледаме да им помогнеме. Во тој дел нема да им помогнеме, нашата помош е само одмагање. Не им помагаме. Сакам и за овој дел да разговараме, бидејќи сепак сте директор на центарот, но вие сте и родител и наставник, нели, учител, па така да ги знаете сите овие процеси, но уште еден блок на реклами и се враќаме. Еден ишка путја да рикθееми ме пиесен театърста интервистас на дишни. Јеме ректуерно програм, јеми ктуме директорешен Qendrës Shtetërore Provimeve dhe flasim pikërisht për matura dhe gjithë procesin duke e shpjeguar me gjithë detajet. И ке продолжиме таму кај што застанавме госпоѓа Михајловска, оценувањата. Секако живееме на време кога гледаме дека родителите па и други чинители во општеството сакаат децата да бидат најдобри, да ги имаат најдобрите оценки, што во суштина нема ништо лошо, но реалноста не е така. Не можат сите да бидат со сите најдобри оценки. Што би значело ако еден матурант ги нема еве сите петки или ги нема сите четворки и петки? Убаво кажано, сите ние сакаме нашите деца да бидат најдобри, или сите ние посакуваме, но тоа што го посакуваме и реалноста не секогаш се соодветни едни на други. Значи не е ништо страшно ако детето не добие петка, ученикот не добие петка, ако има четворка или пак и тројка. Оценката е само оценка. Но најбитно е колку ученикот навистина знае. Значи, мора да имаме јасен став околу тоа дека нашите деца треба да учат, треба да ги насочуваме колку што е можно повеќе да работат, да се трудат и со сопствено знаење да стигнат до оценката. Јас стојам позади тоа дека нашите деца можат. И нема ученик денес кој што не може да научи и не може да стигне до посакуваната оценка ако навистина седне и учи. Матурата не треба ниту еден ученик да го обесхрабри или пак да го исплаши. Напротив, треба да го сватат како нешто што е круна на нивното 4-годишно образование. Поточно, не 4-годишно, почнувајќи од најрана возраст, од прво оделение. Бидејќи ако ги земеме екстерните предмети, сите тие екстерни предмети се изучуваат, така кажано, од првиот ден кога стапнале во училишните клуби. Мајчините јазици ги учат од прво оделение па се до 4-та година. Странскиот јазик сега веќе, нели, првиот странски е повторно од прво оделение до крај. А па со странските јазици воопшто немаат проблем. Тие подобро зборуваат странски јазици отколку мајчин јазик. Да, но сепак идејата е ако ги немаат добрите оценки, ќе имаат потешкоти да се запишат во факултети. Дали овој страв е оправдан? Па јас мислам дека ако сакаат да се запишат, ќе се запишат. Нема потреба да се стравува, ќе се запишат. Значи имаме места на факултетите, колку што знам, се запишуваат
учениците. Така што И имам уште еден момент тука, бидејќи зборуваме, сепак нели објаснуваме, но реалноста е така дека што може да се случи ако има препишувања, ако има злоупотреба на начинот како се прави тестирањето. Кои би биле санкциите за самите матуранти? Јас искрено се надевам дека нашите матуранти оваа година ќе бидат посериозни и ќе сватат дека не треба да препишуваат и не треба да има мобилни телефони во просториите, затоа што имаат и обврска мобилните телефони да ги остават, да не бидат со нив таму каде што се тие додека работат. И искрено не би сакала да има такви ситуации, затоа што може да му биде прекинат испитот на ученикот, може да се отиде и до нешто повеќе па да добие и забрана да не може ни во август да полага, а вака ако не ја положи матурата во јуни, ќе полага во август ќе положи, нели, предпоставувам ќе научи, ќе положи, уписите на факултет се по завршување на августовскиот испитен рок, повторно со сите ќе конкурира за да се запише на факултет, нема никаков проблем. Значи, буквално, нека не се доведат нашите деца во ситуација да треба да бидат одстранети од испитот, да бидат опоменати и да биде прекинат испитот и да добијат, нели, и забрана да не полагаат во август. Тука да објасниме, значи, ако поради било која причина не можат да положат во овој рок, има уште еден рок во август. Со на некој начин во оценката крајна која ќе ја зема, таму нема да се каже дека не положил во овој рок, па нели положил во август, така нема да има никаква проблема. Така е, дипломата е диплома. Така. Тоа е тоа, го заокружило образованието и немаме Кога сме веќе кај оценките, има тенденција и секако многу матуранти сакаат да се запишат на факултет во странство, токму поради овој елемент, колку е битна матурата и колку се битни тие оценки, ако има такви случаеви, а има, кои би сакале да се запишат во универзитети во други држави. Државната матура е услов за да се запишат. Меѓутоа, не секаде државната матура треба да биде со највисоките оценки за да влезат, нели, да се запишат и надвор од нашата држава на факултетите. Така што точно треба да имаат положено државна матура. А понатака критериумите си ги одредуваат таму, но не ги запишуваат без завршена државна матура. Затоа е подобро да се заврши матурата така како што треба, со сопствено знаење. Добро. Ако овој процес го заокруживме на некој начин, секако идната година нема да биде истиот начин на полагање, бидејќи ќе има промени. За што се работи? Со законските измени кои што се направени во Законот за средно образование во април, со тие се предвидува веќе испитите на крајот од средното образование да бидат поделени, поточно државната матура сега веќе ќе имаме поинаков распоред, ќе имаме државна матура, која што државна матура ќе биде за учениците од гимназиските училишта. Па ќе имаме државна стручна матура, која што ќе се поврзе со учениците во стручните училишта и државна уметничка за уметничките училишта. Тоа значи дека за сите овие три вида на испити на крајот од средното образование, ние ќе имаме испитна програма која што ќе биде согласно нивните наставни програми. Значи, разликата ќе биде во тоа што ќе биде поспецифична, не како што е во случајот, каде што, како што рековте на почетокот, сепак се зема пресек на тоа што сите училишта учат. Дали мислите дека на овој начин ќе биде полесно? Па ќе биде олеснето повеќе за учениците, затоа што веќе во стручно училиште, нели, ќе има и поголем избор за да се направат прашања и се останато, меѓутоа тоа е тоа кое што тие и го работат и ми е познато. Но и во овој случај ќе бидат две задолжителни предмети, нели, кои како што ги нарекуваме екстерни, нели. Тој начин нема да се промени, само прашањата ќе бидат различни, нели, или не? Значи вака, ние сега веќе ќе почнеме со работа на новата концепција. И после тоа ќе излеземе со новиот модел на испити кој што ќе го имаме.
во рамките на тоа кои предмети ќе влезат во листата на изборните предмети и така. Значи овој момент уште се работи на некој начин, да кажеме. Ке видиме. Ке видиме. Добро. Ова прашање повторно издегува бидејќи еве тие ученици што се од стручните училишта сега, нели оваа година ќе речат како нас не ни се покоти тој момент да ни биде малце по-леснето, но дали ќе има разлика во тоа што во зависност на тестот што ќе го положат или матурското што ќе го положат, каде ќе може да се упишат со новата концепција. Да речеме, ако еден матурант од стручно училиште ги положи испитите, зборувам за тоа новите, дали тоа ќе им овозможи да се запишат кај сакаат или тоа на некој начин ќе биде по-проблематично? Сега веќе со законските измени кои што би стартувале од следната учебна година, ќе имаме поголемо насочување во рамките на матурата. Значи, ученикот од средно стручно, кој што полага стручна државна матура, ќе може да се запише на факултетите кои што се поврзани со неговото 4-годишно образование. Од електро ќе продолжи на електромашински, така натака. Тоа веќе факултетите ќе си ја направат листата на проодност. Меѓутоа, не значи дека тој ученик ако сега за 4 години се предомислил и сака да оди на правен, на економски, на новинарство или нешто слично, дека нема да може да се запише, туку наместо да избере државна стручна матура, ученикот ќе се избере државна матура и ќе се подготви за полагање на државна матура во јунскиот испитен рок. Тоа е избор на самиот ученик, но еве ние согласно наставните програми кои што се, нели, во гимназиско, во стручно, правиме и матура која што ќе биде по-специфична, потесно веќе дефинирана за стручно или за гимназиско образование. Значи, на некој начин, повторно не е дека им се забранува, да кажам, ако не е соодветен збор, но рестриктира тоа дека они можат и да ја смена струката. Нели, ако биле на уметничко училиште, тоа не значи дека не може да одат направен, но за тоа да го направат, сепак треба да положат државна матура, не е ова стручната не матура. Не државна уметничка. Така. Ова новина, мислите дека ќе помогне во која смисла, бидејќи ако веќе матурантите си одбираат на некој начин професија, тогаш ќе биде поедноставно со стручната матура, нели? Па ќе биде полеснето, затоа што во рамките на стручната матура, рековме, постои разлика, нели, во испитните програми, тие испитни програми, кога веќе гледаме дека детето продолжува, ученикот продолжува натака, во друга насока оди, тогаш гледаме да му се олесни и да си продолжи. Во случајот со државната матура што ја полагаат сите, значи како што е сега, значи дека сите учители, сите матуранти може да се запишат каде сакаат без проблем. Тоа е предноста на оваа матура, да речеме. Да, меѓутоа сега пак имаат поголема изборност. Ќе бираат дали ќе го изберат тоа или другото, зависно реков од афинитетите на самите ученици. Изборноста е на ученикот. Сепак не му се крати можноста ако сака да направи промена. Кога сме кај самиот процес, кога се очекува резултатите на ова матура, ние објасниме тоа на почеток, но сепак тие се под треска, нели, и би сакале да знаат што побрзо. Кога се очекуваат резултатите да бидат објавени? Верујете, сите ние сакаме што побрзо да бидат резултатите, затоа што, нели, и ние како државен испитен центар сакаме побрзо да знаеме до каде се учениците и да имаме средна оценка. Меѓутоа, резултатите ќе бидат најдолго 30 дена по завршување на последниот испит. 11 јуни е последниот испит, значи 11 јуни. Месец после тоа 11 јуни. Но ова подразбира 11 јуни сите 4 испита или само првите два екстерни? Првите два екстерни. Да. Затоа што од интерните си ги добиваат многу подобро порано резултатите и од проектната ги имаат, веќе од проектната ги имаат резултатите.
а од интерните предмети ќе ги добијат за многу пократко време, затоа што во рамките на училиштата е многу помала популација за прегледување на тестови. За крај, Госпоѓо Михайловска, што мислите како треба да го доживеат овој циклус што на некој начин се затвара за младите луѓе, за идните професионалци, како треба да се доживее? Бидејќи сепак, од тоа што ние гледаме, има стравови, има на некој начин и прашања, и дилеми, дали се ќе биде коректно, но која е вашата порака? И кон самите родители на крај крајаве, бидејќи и тие се дел од овој процес. Во овој процес сме сите, значи тргнувајќи од учениците, родителите, наставниците, Државниот испитен центар, Министерството, Бирото, значи тоа е еден процес кој што е мощно е сложен, меѓутоа учениците пред се, а и родителите, нема, уште еднаш ќе повторам, не знам, веќе 2-3 пати нагласив, нема потреба од што да се плашат, треба да си бидат опуштени. Учениците, како што учествуваат на тестовите што ги работат во училиште, така нека пристапат и сега. Јас верувам дека низ годиниве научија дека не треба да се плашат од тестот, така, затоа што и наставниците ги работат тестовите, работат на начин кој што ќе им го доближат до оној начин на кој што се работат и останатите тестови. Ова е само еден така поголем или пообемен тест што нив им изгледа нешто страшно, но не е ништо страшно, бидејќи сите тие за кратко време ќе продолжат со своето образование, ќе одат на факултет, таму ќе се соочат со уште поголем и пообемен материјал, со поразлични видови на испрашувања, релаксирано, опуштено, внимателно да читаат. И се надеваме нема да има многу родители под прозорците на школите, нели? Нема потреба, значи да ги оставиме учениците самите да се изборат, затоа што во животот треба да научат и сами да се борат и да стигнат до тоа што го сакаат, но да стигнат со знаење и со учење. Се останато не е резултат и не е успех. Можат да бидат горди само на собствените успеси. Со ова порака ви благодарам што бевте дел од оваа емисија. Мислам дека објаснивме како процесот ќе изгледа и се надевам дека и учениците и родителите ќе бидат, па и самите учители и сите тие што ќе учествуваат во овој процес посмирени. Тадашур телешикуес дочем кшту интервистен ме директореше на Qendrës Shtetërore të Provimeve, duke dhënë një pasqyrë edhe një shpjegim se si zhvillohet procesi i maturës këtu në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë ka kaluar një ditë, një nga provimet ka përfunduar, por nxënësit e maturës do të zhvillojnë edhe 3 provime të tjera. Ai dyti është po aq i rëndësishëm që konsiderohet ekstern, që e kanë zgjedhur vetë, pastaj janë edhe provimet që janë të zgjedhur nga vetë nxënësit. Sigurisht ne do të ndjekim këto procese dhe zhvillimet e tjera. Programi 200 do të vi sërish javën që vjen deri atëherë. Mirupafshim.